Затоа што во суштина ние бараме права кои што останати сектори ги имаат веќе 20 години. Не верувам дека кога независниот синдикат за образование и наука ќе стане најголема сила во секторот образование, дека ќе има политичар што ќе рече не треба да им го дајаме на просветните работници она што сите други го имаат пред 20 години. Нема да има таков човек. А ако има, ние жестоко ќе се спротивставиме. Затоа што аргументите се на наша страна, фактите се на наша страна, на крајот на денот образованието треба да биде првенец во квалитетот на работнички права, не да биде на опашката, последен, со колективен договор стар 17 години, со застарени работнички права, со спогодби со кои што не се почитуваат колективните договори, такво нешто нема да дозволиме. Значи, наша цел е од последни на листата за работнички права, и стварно сме последни, не е сега да зборам ја дека за да дискредитирам некој, нема да сретнете никој, сите имаат сменето колективни договори. Полиција во последниве 17 години го смениле 6 пати колективниот договор. Армија го смениле 5-6 пати. Култура 2-3 пати. Здравство неколку пати го имаат менува на колективниот договор. Само кај на 17 години не сменет колективниот договор. И па се земете телефон стар 17 години користите, ќе биде функционален, ќе биде добар. Нема да биде добар, си го надминал времето. Тука е проблемот кај нас. Негрижа од синдикати, од државни институции кон работничките права, затоа имаме неквалитетно образование и затоа сме во оваа мисија, која што сум свесен дека е тешка, затоа што пак ќе кажам, не се бориме ние само против делот колеги организирани во владини синдикати, се бориме против политички партии, се бориме со многу ученители кои што можеби не сакаат, туку немаат интерес во моментот да бидат тие кои што ќе се откажат од одредени привилегии за да го направат системот. Ја не велам дека кога ќе успееме ние да направиме нормален систем на департизација, ќе кренат да се сите политички партии, само што работава е кој да се откаже прв. Тука ќе мора независниот синдикат тоа да го среди. Ќе мора преку притисок, преку организирање на колегите, затоа што не очекувам дека ќе се појави политичка партија која што во моментот кога ги има сите инструменти дека ќе рече луѓе, јас ова го можам, ова го правеле сите пред мене, ама јас ќе се откажам од влијание, не верувам. Би бил најсреќен да не сум право и да не изненади некој, ама за ова прашање сум песимист и сум убеден дека само ние би можеле тоа да го постигнеме. Организирани или некоја друга организација утре независен синдикат ако се појави како нашиот, па заедно да настапиме